Вечера продолжуваме со нова тема, кога е во прашање археологијата и Библијата. Темата како што може да ја прочитаме, може ли археологијата да ја докаже или да ја потврди Библијата? Сите ни имаме како христијани Свето писмо, веруваме во Библијата, ја читаме, меѓутоа не било секогаш така да луѓето веруваат на Библијата. Имало векови или имало време кога Библијата била ставена во прашалник, во смисол дали е веродостојна. Па и до ден денес некои се сомневаат во низините оригинални списи. Постојат многу книги кои се напишани, како што е ова, например, археологијата и Библијата. Има и друга, археологијата ја потврдува Библијата. Овде вели разбирање на Библијата преку археолошките пронајдоци. Така да ние вечера ќе се позабавиме со тоа прашање, ќе видиме дали постојат библиски докази, односно археолошки докази кои потврдуваат веродостојноста на Библијата. Дали се пронајдени работи од страна на археолозите кои ја потврдуваат Библијата. Во оваа книга се поместени многу такви извештаи, многу слики, многу работи кои се пронајдени во земја и археолозите рекле дека навистина она што е напишано во Библијата е веродостојно. Ние вечера ќе споменеме само еден пример на еден пронајдок кој е пронајден, папируси кои покажува дека навистина денешната Библија е веродостојна. Нема да зборуваме за она што се случило во Мртвото море 1947 година, кога се пронајдени исто така тие кумрански, така наречени ракописи, кои денеска ги имаме, односно може да се прочитат и да се споредат со денешната Библија. Но повторно прашање за нас вечерва, дали Библијата е веродостојна? Можеме ли да имаме целосна доверба во низините историски извештаи? Ако одеме наназад, браќи и сестри, таму некаде во средниот век, ќе видиме дека луѓето немале некои промени во општеството. Живееле така еден среден, нормален живот. Меѓутоа, после 15-тиот век, почнал нов период кога се појавиле разни изуми и откритија и кога се откриени нови духовни содржини вредности. Например, знаеме како луѓето патувале порано. Патувале пешки со животни така натаму, меѓутоа знаеме дека некаде таму 19-тиот век пронајдена и парната локомотива, пронајдени се нови средства за движење, односно за патување на луѓето. Како одеме кон поновиот век, денес имаме супер сонечни возови кои одат со голема брзина и луѓето се движе. Значи, развојот е прогресивен и луѓето се повеќе и повеќе одат напред. Меѓутоа, оно што е запишено во Библијата како старини, дали може денеска да се равни, да оди со новите изуми кои се пронајдени и дали оно што денеска ние го читаме во Светото писмо може да биде веродостојно. Например, подоцна е пронајдена и машина за печатење. Например, овој човек, сигурно сте прочитале за него, за Гутенберг. Тој првата машина за печатење на книги. И првата книга која била отпечатена? Токму Библијата. Ако одите во Охрид, таму во стариот дел има една оригинална таква машина направена. Неколку ги има во Европа. Секако тоа е за атракција, за туристи, но и таму може да ја направат хартија. Постои една течност и така едноставно за половина час може да направиш хартија и како изгледало првото печатење на книгите. Така да прогресивно луѓето пошле додат напред. Открини се нови континенти, предизвикале тие промени во животот на човекот, големи промени и така натаму. И затоа луѓето сега со нов поглед гледат напред. И со нов поглед гледат кон Библијата. Многу работи во Библијата биле ставени под прашалник. Дали е веродостојно? Дали се вистините тие работи кои се овде запишани? Например, тој видеокруг на луѓето кои живеле во Европа почнал да се проширува. Некаде до 15-тиот век, како што спомнавме, луѓето живеле монотоно. Но како времето одминувало, се пронајдени многу работи. Подосна гледаме како нови машини за печатење. А денеска да не зборуваме. Таму го ставиш материјалот или она што си го приготвил за печатење, а од другата страна ти излегуваат готови книги. Значи денеска луѓето одат со големи чекори напред. Открини се многу планини, многу врвови, кај што луѓето се качеле.
До тогаш луѓето не патувале, не одели во планина. Меѓутоа, како одело времето, освоени се на високите планински врвови, открини се до тогаш непознати закони на природата и ставени во служба на потребите на човештвото. Како се зголемувало знаењето на човекот и човекот станувал љубопитен, не само на подрачјето на науката и на техниката, туку и на подрачјето на религијата. Дали тоа што до тогаш нивните предци, нивните дедовци, татковци верували, го читале ова во Библијата, во Словото Господово, дали е веродостојно? И Библијата станува критична книга кај што луѓето почнале да ја критикуваат. Дали она што е запишено е веродостојно? Например, најмногу била критикувана прва книга Мојсеева, прва и втора глава, кога е во прашање создавањето на нашата земја. Кога се пронајдени сателити, телескопи, кога луѓето почна да ја проучуваат Вселената, се поставила прашање дали навистина Бог ја создал ова планета. И кога доаѓаме до 19. век, знаеме дека се појавува и дарвинизмот. Тогаш Дарвин поставил едно голем прашалник, кога е во прашање создавањето на земјава од страна на Бога. Но христијаните во тоа време се уште чврсто газеле по Библијата, се уште и верувале на Светото писмо, на тие свети страници. Не го доведувале во прашање авторитетот, туку сите извешти ги прифаќале како вистините и со вера. Нашите предци, може да кажеме, браќи и сестри, едноставно својата вера ја темелеле со вера на тие свети страници, на тие свети извештаи кои ги запишале Божите пророци. Знаеме дека Библијата е пишувана во еден долг временски период. 1500 години пред Христа и 100 години после Христа. Така да, оваа Библија денеска е доста стара. Меѓутоа, како времето одминувало, сите писатели кои пишувале своји книги, исто така биле ставени во контекст на критик. И знаете, денес кога ќе излезе нов филм, некој ќе напише нова книга, се појават луѓе така наречени критичари, кои ќе дадат осврт, дали позитивен или негативен на таа книга. Така да, се што се денеска случува, што излегува во јавност, е под прашалник на јавноста. Така да и овие книги на тие луѓе со така биле ставени на критика. И Библијата била во тој контекст исто така ставена на критика на низините извешти, дали се веродостојни. Например, делата на Јосиф Флавије, еврејски историчар, писател, понатаму Херодот, може да спомнеме уште една личност, а тоа е Ксенофон. Тоа се нивни книги, дела кои ги краселе полиците на тоа време на луѓето. Меѓутоа, при испитувањето на тој критериум во таа историска наука, географија, астрономија, се појавило прашањето и за верските книги, односно за Библијата. Дали таа книга е веродостојна? Значи, во почетокот луѓето и верувале, не да кажам слепо, но е прифаќале онака како што пишувало. Како времето одминувало, како науката се развивала во општеството. И Библијата била ставена во процес на испитување дали е вистинита или не е. Значи, едноставно и денеска има луѓе кои не веруваат на Библијата и велат дека таа е бајка, дека е тоа легенда или легенди или приказки за деца. Поради тоа се појавила една нова наука некаде во 19. век. Тоа е науката наречена библиска археологија. Таа е наука која ќе ни покаже, ќе ни потврди, ќе ни помогне да ја споредиме Библијата денешна со она што ќе се пронајде во земја. Многу плочки, многу извештаи, многу работи кои се пронајдени и тие се споредени со Светото писмо. Например, библиската археологија, појдовна точка за своите истражувања зема Библијата. Библијата зборува, например, за градот Ниневија, за Самарија, за тие исчезнати цивилизации кои денеска ги нема. Но Библијата им е еден вид карта, археолошка карта, одат на Блискиот исток археолозите и вршат ископавање и на тој начин ги пронаоѓаат тие докази што Библијата ги спомнува на своите страници. Значи, критичарите во Библијата пронашле многу имиња и описи на многу настани што не можеле да ги објаснат, што би рекле, самата наука. И тие велат дека тие се имиња измислени и самите настани.
I zato во тоа време се појавува археологијата, односно библиска археологија. Што е тоа археологија? Тоа е грчки збор, археологија што значи наука за стари работи. Археологија е наука за старините. Потекнува од големите мислители на старите грци. Значи, тоа е основно значење на археологијата, систематско проучување на старите работи, како средство за да се едноставно обнови минатото. И затоа археологијата не се бави како дошло до тоа, како дошло до земјотрес во тоа време па се срушили тие градови. Не, таа нема за тоа цел, туку да ги открие работите што се затрупани во земја и да ги изведе на светло на народот, да може да ги гледа. Значи, еве неколку фотографии ќе видиме. Значи, овде гледате како луѓето пронаоѓаат некои ќупови, некои елементи в земја. Како се затрупани, и знаете, археолозите не копаат со багери или со големи копачи. Тие имат мали метлички, мали лопатчиња, како вилушки, како ножеви. Значи, тие толку отприлика длабоко навлегуваат в земја. И кога ќе насетат нешто дека е тврдо, полека го обиколуваат, го чистат, па го сликаат. Еве гледате позади, тука има човек кој слика, бидејќи тоа мора да биде документирано. Да биде сликано. Значи, постојат многу такви археолошки места кај што археолозите на Блискиот Исток копаат, истражуваат и пронаоѓаат вредни елементи, вредни работи, кои тие елементи ќе потврдат веродостојноста на нашата денешна Библија. Постојат, значи, многу значени, ископини, вредни да се спомнат. Ние вечера немаме многу време да ги спомнеме многуте кои се и овде поместени, и во други книги кои се запишани, како што спомнав 1947 година во Кумран се пронајдени кумранските ракописи. Јас ќе спомнам сега вечерва една друга работа која е пронајдена, една стела или еден камен кој е многу важен. Еве, тоа е израелската стела или плоча. Зошто е таа многу важна за нас денеска? Пред се затоа што ја потврдува Библијата, односно настаните кои се запишани во книгата до Судиите, во Исус Навин, во Прва Дневникова и во други делови на Стариот Завет. Тука се спомнуваат многу цареви, многу правители. Тука ќе го спомнеме и за прв пат Израел ќе се спомне како име. И тоа ќе ни покаже дека во тоа време владел тој фараон или тој цар. И тоа се вклопува со денешната Библија. И затоа ние вечера зборуваме и ќе одговориме на прашањето може ли археологијата да ја докаже Библијата, односно да ја потврди, да го потврди Светото писмо. Ова израелска стела е на фараон Мернептах. Значи, тоа е една плоча некаде 319 или 18 сантиметри, 314 сантиметри висок гранитен споменик. Во тоа време овој фараон наредил или дал наредба да се направи да се исклесе на таква плоча и тука се запишани многу важни историски податоци. Секако тоа се написи на хиероглифски јазик, египетски, значи хиероглифи, но знаеме дека луѓето археолозите тоа го дешифрирали и денеска може да се читат тие извештаи. Ова израелска стела на фараонот е некаде околу 1234 година, 1220 година пред Христа. Тој бил син на Рамзес II, најверојатно современик на судијата Гедеон. А знаете Гедеон каде е запишан? Во книгата до Судиите. Таму се тие суди кои, како и Самсон, што били и други суди кои се спомнати. Значи, отприлика во тоа време таа стела, таа гранитна плоча настанала. И се запишани војни походи, после ќе прочитаме некои интересни работи кои се таму запишани. Значи, по неуспешните војни, како и другите владетели, уште на почетокот од своето владење, почнал овој фараон да размислува за својата смрт, односно за животот после смрт. Знаете, фараоните верувале во задгробен живот и затоа правеле пирамиди, нивните тела ги балзамирале, ги погребувале во тие големи саркофази, значи балзамирани тела. Тука носеле многу жито, многу храна во време кога ќе воскресне, односно верувале, значи во задгробен живот. И овој млад човек, овој
mlad faraon Merneptah jednostavno naredil da se isklese na takva ploča, granitna ploča i da se tuka napišat mnogo važni raboti. Podosnak je vidime koja godina je pronadena ta ploča i što pročitale arheolozite koga je pronašle sama ta ploča. Ovaj čovjek odbral mesto vo zapadna Teba na koja sebi si ki si podigne veličestven hram. Pišuva vo istorijskite podatoci. Od bliski od hram na Amfetoh III pozemil spomenik na drugata strana gi vrežal svojite vojni uspjesi. Znači ovdje se zapišeni i vojnite uspjesi kaj pobedil, koji gradovi i državi gi osvojil. Sve to ostanalo kako večen spomenik. Interesno, deneska to se je pronajdena ova stela i možemo da vidimo u koje vreme je živjel ovaj čovjek koji se ovi uspjesi koji gi postignale vo Palestina. Tekstot na toj spomenik, evo ovdje imamo, može da gi najdete ove slike na internet, znači ovdje se tije hieroglifi, no deneska se tije pročitani. Evo što pišuva, koji se odnesu na Izrael, vaka glasi: opustošene Tehan, se misli neko je libijsko pleme, Hati, zemena Hetitite, smiren, ograbene Hanan, so seko je zlo, odvedene Askalon, prigrabene Gezer, Jonamun je napraven da ne postoji, Izrael leži opušten, mugo nema semeto, se misli znači potomstvo to. Huru, zemena Huritite, stana vdovici, taka natamo, v 1900. Znači ova se tije nastani koji se slučili ovdje, međutim, odime sega v 1896. godina. Ovo je mnogo bitno, mnogo važan podatok i važna godina. Arheologot Flinders Petrie je pronašao ova ploča. Znači, evo je ploča, ova je pronajdena. Znači ovdje, da se vratim povtorno, evo ti arheolozi koji vršat kopanje, iskopavanje i tukaj je pronašle ta ploča. To se slučilo vo gradu Teba. Je pronašle ova kamena ploča na faraonot Merneptah, koja je bila svrtena nadolo. Taka znači, da li taka bila zakopana ili za vremena zemljotresite pa bila preokrenata i taka se našla dolov zemlja. Koga je otkopale zemljata, egiptologot Spigerbilg go čital natpisot na golemata ploča, koja ušte se naogela vo jamata, znači vo dupkata. Той се легнал некако доле во дупката и пошел оздола да ги чита тие надписи. Таму повеќе часови лежел на грб за да го прочита текстот. И конечно, пишуват историчарите, односно археолозите, ова камена плоча, ова стела била извлечена. Кога се извлекол од плочата, му рекол на Петри: на плочата се наоѓаат имиња на разни асирски градови, а едно кое не ми е познато, рекол човек на својот колега. Тој прочитал име Исирар. Зборот Исирар бил напишан со египетски хероглифи. Како извонреден експерт Петри, значи овој што го предмалце видовме овде, човекот кој добро ги познавал, значи овој Петри, тој зборот Исирар го протумачил дека значи името Израел. Па на своите соработници следната вечер им изјавил дека таа гранитна плоча во светот ќе биде повеќе прочуена од се што е пронајдено до тогаш. И имал право. За прв пат овде на ова плоча се спомнува името Израел. Значи, дека постои Израел мимо Библијата. Библијата спомнува за Израел, меѓутоа надвор други пишени документи археолозите не пронашле. Но кога е пронашле ова плоча и кога археолозите го прочитали името Исирар, како што овде го прочитавме, Исирар, односно го протумачил Петри дека тоа е Израел, навистина луѓето биле воодушевени. Овој споменик, рековме, висок 314 сантиметри, споменик на фараонот Мернептах. Стар околу 3200 години, познат како израелска стела или стела на Мернептах, кој денес се наоѓа, може да се види, ако отидете во Египет,
во тој голем музеј, кој е како печурка од горниот дел. Значи, таму се наоѓа ова стела во Египет, во Каиро. Изделкан е кон крајот на 13. век пред Христа. И прв и единствен документ, браќи и сестри, пишуван со хиероглифи во кој се спомнува името Израел. На тој начин, ова стела ја потврдува веродостојноста на Библијата, дека израелците постоеле, дека не се измислен народ, туку дека се народ кој дошле во ветената земја. И ја знаем историјата, во Египет тие поминале 400 години, неле, и потоа повторно се вратиле во Палестина, во ветената земја. И таму некој живееле. Ја знаем историјата, неле, преку Јаков, преку неговите деца, кои отишле во Египет по жито и таму се нашле како робови подоцна и 400 години морало да помине и повторно се вратат назад таму кај што живееле нивните предци. Тој краток хиероглифски текст ги потврдува, значи, библиските извештаи на раните судии кои живееле и владееле во времето на судиите, како што зборува и книгата до судиите. Таму пишува дека по секое име на народот или земјата во овој хиероглифски надпис следи знак кој значи странска земја. Значи таму, ако го гледате тој споменик, ќе видите дека пишува со разни знаци дека е странска земја. Меѓутоа, под името Израел доаѓаат хиероглифски знаци кои прикажуваат маж и жена како да седат и знаци за множина, што покажува дека тој кој го клесал тој камен и кога пишувал, за израелците сметал како народ кој се уште целосно не се сместил во ветената земја. Гледате какви знаци постоеле таму. Тие како странци, како номади се уште живееле, зашто 12 племења на 12 делови била поделена Палестина и секој додека тие си ги зазели своите подрачја по минало време. Меѓутоа, во времето кога е пишувана таа стела, овој писател или овој каменорезец дал едноставно знак покрај името Израел, ставил туѓа земја. Значи дека дошле од некоја туѓа земја во Палестина. Тоа се вклопува со извештаите на книгата до Исус Навин и до судиите. Значи, тоа се случило во времето кога Израел можеби се уште и патувал, се уште целосно сите не навлегле во таа ветена земја што Господ им ја ветел. И сега одиме, овде пред нас имаме еден папирус кој исто така е многу важен, многу битен. Во тој папирус се дадени многу податоци кога во прашање за излегувањето на израелците од Египет, потоа Солом кога владеел, и сега овде има многу години за да не ве замарам. Меѓутоа, во трета книга до Царевите, 6 глава, 1 стих пишува дека Израел излегол од Египет 480 години пред да владее Соломон. Значи, доаѓаме некаде до 15. век пред Христа како датум на излегување од Египет. И овде 931 година е крајот на владењето на Соломон. Тоа може да го пронајдете во Библијата. Ги пишува тие извештаи. Кога почнава храмот да се зида, тоа се со години, плюс, минус. Меѓутоа, на крај доаѓаме до оваа година. 1450 година, година кога израелците го напуштат Египет. Значи, тоа е веќе 15. век. Тоа е потврдено и во овие хиероглифи, односно во овие папируси, како што се извештаите во Светото писмо. Друго, значи, важно што може да го споменеме е тоа дека овде се спомнати, например, географски имиња, како што се Аскалон, Гезер, ако читате во Софонија, Исус Навин, едноставно тоа се многу податоци кои покажуваат дека Израел е стар околу 3200 години и дека овде, во таа стела, претходно што ја видовме, се спомнува тоа име, што Господ ги подигнал израелците, односно евреите. Знаеме дека евреите го добиват новото име по Јаков, кога му го Бог менува името и едноставно станува Израел. Следната слика што ќе ја видиме е Чарлс Едвин Вилборд. Кој е тој човек? Археолозите 1893 година во орнатините на јужната страна на островот Елефантина, значи ова Елефантина, тука
vršile iskopini i pronašle interesni raboti. Ovdje je pronajden papirus napišan na aramejski jazik. Ovi papirusi gi otkrio Amerikanec od, kako što go spomnavme predmalce, Edwin Wilbord. Pred da naučim se doznat što piše vo tije papirusi, znači što piše vo tije papirusi celosno, go stavile toj papirus vo jedan sanduk, vo jedan kovčeg i bil napad s ovaj arheolog. Međutim, izveštajte vele deka napad kon Amerika gospodinot Edwin počinal, a sandukot vo koji se naogele papirusite ostanula neotvoren, sve do deka ne preminal vo sobstvenost na Bruklinski muzej. 1947. godina, od togaž v ovoj muzej se čuvat papirusite koji se pronajdeni vo Elefantina. To je v sušnosti mal ostrov. I tuka se pronajdeni mnogo važni dokazi. Znači, ova se tije papirusi koji se pronajdeni i poteknuvat nekada od 5. vek pred Hrista. Zamislite, 5. vek pred Hrista. Podatoci koji će se čitat, znači, tije hieroglifi se poklupuvat su Biblijate, su Sveto pismo, deka ono što Božite proroci go napišele, deneska je verodostojno i možeme celosno, brake i sestri, da je vjeruvame na Biblijata, na Sveto pismo. Ovije papirusi poteknuvat od jedna evrejska kolonija, velat istoričarite, koja je bila vo služba na egipetskite vladetili, a se naogele tije evreji na ostrovot Elefantina vo 5. vek pred Hrista. I papirusite se pišuvani se veli na aramejski jazik, a znajme deka vo to vreme zboruvali ili evrejski ili grčki, a aramejski jazik bil jazik na diplomatijata. Znači, diplomatite go koristile za tragovija vo cela zapadna Azija, vo vremето na persijskite carevi i koji poleka go potisnoval evrejski jazik. Tije su sebe, znači ta grupa na Evreji, bidejki bili trgovci, živeli na toj ostrov, su sebe donele i svojeta religija i mu izgradile hram na svoj bog Jahve. No istovremeno im se klanjale i na egipetskite božestva. Bidejki bile stranci tamo, nekoji popuštile i pošli da gi obožavati egipetski božestva. Nimate religija ni dava vistinska slika za religijata na mnogo Evreji preda zamjenat vo vavilonskotom ropstvu. Eve, na ova karta možda go vidime to, znači ovdje nekad, to je Persija, tuka na tije ostrovi živeli 407. godina je mnogo važna, godina koga, kako što spomnavme, je pronajden toj dokument na toj ostrov. To je sodrži, znači, peticija koga Evrejite barale pomoć od njimni od vladetelo carod. Eve to pismo, сега ki go pročitame zajedno, što ovi Evreji pišuvale do pogolemite, do upravitelite za svoji potrebi. To se slučilo nekada 410. do 48. godina pred Hrista i na potik od sveštenicite na bogot Kuma. Evo što pišova. Na našet gospodar Bagoas, upravitelj na Judeja, tvojite slugi Jedonija i njegovite kolegi sveštenici, koji se smesteni vo Elefantima. Nebesni od Bog neka mu gi podari site dobra na naši od gospodar, vo izobilstvo, vo site vremenje neka mu dade milost pred carot Darije i pred blagorodnicite iljada pati poveke otkoliko dosega. Tvojite slugi Jedonija i njegovite kolegi i Evrejite žiteli na Elefantina, site kažuvat vaka, ako toga smilosuva našet gospodar, zazemi se za ovoj hram da go obnoviš, zašto ti je neni dozvolova da go popravime. Smiluj im se na onije kojim saka dobro i na svojite prijatelji vo Egipet. So cel site žrtvi što se prinesuvale porano, pak da se prinesuvat. A nije ke se molime za tebe sekogaš, nije i našite ženi, našite deca i Evrejite koji se ovde site ako go storiš to hramo da se obnovi. Zato ti napišav me, za da te izvestime. Nije isto taka, celata ova rabota pismeno ja iznesov me vo naše ime pred Delijala i Selemija, sinovite na Sanavalta, upravitelot na Samarija,
20. Marhvešvan, 70. godina na carot Darije. Евреите со група на нивни сонародници бараат дозвола да го обноват храмот. Значи ова е мимо Библијата, овој документ. Тоа не го пише во Библијата, но овие имења се спомнуваат и во Светото писмо. Што значи дека во тоа време живееле тие луѓе, тие цареви ја потврдуваат веродостојноста на нашата денешна Библија. Ова писмо ни дава делумен увид, браќи и сестри, во Јудеја и во Палестина, што се случувало, значи, тоа време. Во тој дел на Палестина, какви проблеми имале евреите, барале дозвола да се обнови храмот. Тоа се случувало некаде при крајот од 5. век пред Христа. Од него дознаваме, значи од писмото дознаваме дека Багоас бил управител, Јоханан првосвештеник, а Санавалат се уште бил жив. Неговите синови уживале, може да кажеме, углед поради староста на нивниот татко. И сега може да кажеме дека Санавалат му задавал многу потешкоти на Немија при неговата работа. Ако ја читате книгата до Немија, ќе видите што му правил Санавалат, какви сплетки му правил на Немија. Не можел да добие дозвола, не можел да ги организира евреите да се вратат назад, зашто добили веќе отворена врата. Можеле евреите да се организират и да отидат назад, да го обноват храмот, односно зидовите на Ерусалим. И знаеме дека пишува таму извештајот, во една рака што држеле? Копје, а во една мистрија, во смисол со една граделе, а со другата се бранеле од непријателите. Тоа го потврдува ово писмо што пред малце го прочитавме, односно со извештаите кои ги наоѓаме во книгата на Немија. И затоа, браќи и сестри, денеска овој папирус, што го пред малку видовме, се наоѓа во Бруклинскиот музеј. Дознаваме уште нешто од тој папирус, многу важно за нас, а тоа е дека евреите имале посебен календар, кој започнува некаде, Грагијанскиот календар почнува на есен. За постојањето на тој календар може да читате во книгата на пророкот Немија. Значи, гледате како археологијата и тие папируси што се пронајдени ја потврдува веродостојноста на Светото писмо на Библијата. Но се до пронаоѓањето на овој документ, научниците ја отврлувале Библијата, односно извештајот за еврејскиот календар кој им започнувал на есен. Но кога е пронајден овој папирус, тогаш тие научници кои го спорувале Светото писмо, што се вели, ја наведнале главата и признале дека Библијата е вистинита, односно она што таа го пишува. Меѓутоа, постојањето на тој календар на Елифантина во 5. век пред Христа е извореден начин што уште еднаш ја потврдува веродостојноста на книгата Немија. И затоа, браќи и сестри, археологијата го осветлува светот во библиско време. Археологијата, рековме, ќе ги осветли работите, но не покажува, не докажува. Археологијата не може да ни потикне нам вера. Верата доаѓа од Бога. А овие докази што ги има археологијата само може да ја заакнат, да ја прошират, да ја продлабочат твојата и мојата вера. Овој доказ во голема мера помогнал да се одреди и годината кога Ездра пошол во Јудеја. И тоа е многу важна година за нас христијаните. Според тоа писмо, според тие владетели кои живеле во тоа време, доаѓаме до една многу важна година, кога Ездра ја поведува она поголема група и се враќа во Јудеја. Има 3 години, но се зема средишната година, тоа е 457 година. Дали ви е позната таа година? Зошто ја спомнуваме таа многу важна година? Таа година ја означува појдовната точка за големиот пророчки период или синџир од 2300 денови и ноќи. Данијел 8:14. Значи, археологијата или тие археолози пронашле работи и нам ни ги сервираат, но тие не можат да родат вера во нас. Верата доаѓа од Бога. Тие пронајдоци само може да ни помогнат да ја утврдиме нашата вера. И затоа, браќи и сестри, јазикот на папирусите исто така покажува дека арамејскиот јазик во книгата на Ездра е сличен на јазикот што бил во употреба
во 5. век пред Христа. Знаеме дека Библијата е пишувана на еврејски јазик, Стариот Завет, освен некои делови на арамејски, како што се во книгата на Немија. Мислам дека и во некои други делови има мали делови. Но во книгата на Немија има доста арамејски јазик, што потврдува дека во тоа време дипломатскиот јазик бил еврејски. И тука Немија пишува или Ездра и во неговата книга. И затоа 457 година е многу важна година, кога почнува да се одмотува тоа клопче на тој голем пророчки синџир од 2300 денови и ноќи. Тогаш, знаеме, почнува враќањето на евреите во својата матична земја, се обнова храмот, а тоа го пише во 9 глава на Даниело, пророкот, кај што вели дека ќе се обноват ѕидовите, ќе се обнови храмот, повторно ќе почне жртва да се принесува и така натаму. Овие археолози во минатото и сега, секој предмет кој го пронаоѓаат во земјата, покажува дека Светото писмо, браќи и сестри, е вистинито. Писмата што се наоѓаат во Ездра, 4 глава, покажуваат ист општ стил, а се напишани на истиот јазик, како и документите на островот Елефантина. И еве, при крајот да заклучиме. Што може да заклучиме од ова што го изнесовме вечерва? Може да кажеме дека археологијата го осветлува нашиот пат, како еден горен рефлектор, нашиот христијански пат да биде осветлен. Но таа не може да си присвојува право на посет на некоја повозвишена вистина. Вистината е во Библијата, вистината е во Светото писмо. И затоа денеска ние како генерација треба со чврста вера да газиме напред и да веруваме во овие пророчки извештаи, дека земјата Бог ја создал, дека не е рамна плоча, иако денеска има и такви толкувања и такви верувања, како што во 19. век непријателот Божи подигнал едно движење во ликот на Дарвин и тој дарвинизам за еволуцијата при крајот на векот или при крајот на овој свет, пред да се појави Исус на оваа земја, се појава нов талас, ново движење, дека земјата е равна. И сега тоа е доказ да се збуниме. Тоа е начин да луѓето бидат збунити. Дали навистина Бог е во право или пак сепак земјата е равна или плоча. Археологијата може да помогне да се одговори на прашањето што се случило во старо време, но многу ретко може да каже зошто се тоа случило. Причините археологијата не ги открива. Таа само кажува што се случило. Археологијата може да објасни, но не може да создаде вера. Верата, почитувани, е дар од кого? Од Бога. Верата доаѓа од Бога. Верата е дар од нашиот Спасител, што им се дава на оние кои ја барат од Него. Библијата вели, тропнете, ќе ви се отвори, барете, ќе добиете. Ако историчарите пристапат кон изучувањето на Библијата без вера, тие во неа само ќе најдат интересни факти, историски и верски документи. Знаеме денеска дека и на многу универзитети или факултети се чита Библијата. Секој адвокат, сум слушал, мора да ја прочита Библијата. Ама тие читат од кој аспект? Од која страна? Тие пристапуваат сосема од друга страна, не од верски причини, со молитва. Тие од научна страна или да прочитат, да видат што Библијата содржи, зашто има многу закони, многу правила во Светото писмо. Значи, ако денеска историчарите пристапат кон изучување на Библијата без вера, тие во неја ќе најдат само интересни историски или верски факти. Но за оној кој верува, оној кој со молитва пристапува кон Светото писмо, Библијата станува жива Божја реч, кој им служи на неговите потреби. И затоа, ако правилно и ние денеска ги користиме археолошките податоци, што денеска се пронајдени, значи ако правилно ги користиме тие археолошки податоци, со задоволство ќе дознаеме дека нашата Библија, дека нашето денешно Свето писмо не е некоја еклитичка збирка на легенди, туку изворедно сигурен извештај за мажите и жените што го прифатиле Божјото откровение во историјата. И затоа, браќи и сестри, денеска може да му бидем благодарни на Бога, што и прикова гранка, археологијата, едноставно Бог
сака да ни помогне, да ја зацврстиме нашата вера во овие извештаи, дека се веродостојни и дека ова што го запишале апостолите, кога е во прашање последно време, кога е во прашање доаѓањето на Исус Христос, чврсто да веруваме дека ќе се оствари. Како што било првото доаѓање Исусово, така ќе се случи и второто негово доаѓање. Значи, археологијата често може да помогне да се одговори што се случило во старо време, но ретко може да каже зошто тоа се случило. Таа може да помогне да се разбере, но не може да создаде вера. Верата доаѓа од Бога со молитва. Ако бараме, ќе добиеме. Пише во Библијата во Марко 16:16. Сеќавате што пише? Кој ќе поверува, таму има и друг збор, уште еден додаден, кој ќе се крсти или ќе биде спасен. Кој ќе поверува. Верата е вера, е чекор, кој го правиме, како што вели Павле во Евреите во 11 глава. Тврдо чекање, но на што не го гледаме, но веруваме дека ќе се оствари. Многу работи не ги гледаме физички, но ги гледаме со очите на нашата вера, дека Бог, она што го ветил, и ќе го исполни. Библијата е веродостојна, Библијата е важна како книга, тука се напишани откриени патот по кој треба ние да одиме и да го следиме Бога. Нека Господ ни помогне да навистина ја проучуваме ова света книга, зашто е веродостојна и оно што Бог го запишал за нас, како Свето писмо, треба да го следиме тој пат и тој пат ќе не однесе до Него, до вечното царство. Нека му е слава на големиот Бог. Амин.